Мислам, тоа е една цела идеологија содржана во таа објава на господинот Богдан Илиевски Бетмен, Велит, една цела идеологија, напред наши и гаши. Тоа е цела стратегија и идеологија која што, например, е тешка филозофија да ја разберат ние обичните смртници, тешко ја разбираме. Колку било весело. Оваа Гордана позади многу е чудо невидена. Она Не ја знае песната. Не ја има слушна. Овој со брчињата позади тој в чудо невиден, некако малку. Па, ама гордо се застанати. Очињата и се многу тажни. Не, гордо се застанати. Гледате како исправене гордо. А и наши се. Ме крах. Твоја, шо вика, наши се. Лује, шта ти... Те фала. Фалаш. Шахати нех. Пута два пута. Ајде. пута ди. Слушај, кога Гарин ја видио со... Кој? Со... Гаргарин? Гагарин. Гаргарин, поише ми личи на Гаргара дека Гаргарин. Не, ама се гледа дека нема играно на компјутер, кој носи вака слушалки? Ќе му растори фризурата гел. Да. Да. Али Ќе му се Гордана... направи вакво. Али министерката за финансии е многу тужна. Ама напред нас. Не, она за финансии, она мислам дека. За финансии. Абе, финансија. Да. Тужно е небо, љубави. Да. Ја бев закричен по грешка некој да не тргне од ВМРО да влага у собрание, ама добре. Не, јас сериозно бев загрижен, им пуштив слика, нашите се на власт, не се кирете, не доаѓајте. Не се кирете, не е исто. Африм е од нашите. Не е исто, не е Од исто. нашите. Не е Па исто. да. И Бетмен така рече. Шо Напред вика? наши и гаши. Да. Ај пушти го да видиме Бетмен шо вика. Господинот Богдан. Па и он е Илиевски. наш. Па он ми рече до душе дека ќе дојде после избори, ама еве сега уште не можел да дојде. Се надеваме у догледно време дека ќе може. Ќе му се ослободи Доживел распоредот и ќе шок може од победата на изборите. Па, он викаше Вилма Како се викаше направила. Милошевиќ, онда нисам био сигурен, ал сам сад сигурен да ме народ воли. Па не баш. Не беше управо. Да. Камо да видиме стванове, дајте да видиме. Да, ајде да видиме како... Мислам, тоа е една цела идеологија содржана во таа објава на господинот Богдан Илиевски Бетмен, Велит. Една цела идеологија, напред наши и гаши. Тоа е цела стратегија и идеологија која што, например, е тешка филозофија да ја разберат ние обичните смртници, тешко ја разбираме. Еве, и наши и гаши. Заедничка Македонија. Еве, и наши и гаши. А чека малце, ние 70 дена уствари Чекај, идевме пешки чекај, по улица, чекај. вклучувајќи ми и мене, за да биде гаши, Гаши наш да биде. да и да стане председател на собрание. И премиер ќе биде. Чекај, да не е фейк ова. Не. За жал не. А чекај, што му е идејата? Не може да го дешифрирам. Што му е идејата? Па демек заедничка Македонија, протестите на заедничка Македонија што беа нели 70 и нешто дена што се одеше по улица за заедничка Македонија, не била за да се влезе во собранието и да се направи белја за тала да не биде председател на собрание. Туку била за да се маршира и гаши да стане председател на собранието. Ти ме дупчиш. Не, тоа е заедничка Македонија, еве пишува. Не, тоа е работа на председателката, ние не правиме. Да. Иначе председателката ги дупи. Да. Ние не. Ја ова не го разбирам. Малку сум глупав. Вака малце криптички е напишано, значи комплицирано е за разбирање, не е до нас, ама ја мислам дека ја сваќам поентата. 70 и кусур дена одевме пешки по улиците ширум Македонија. Го поддржавме движењето на Богдан Илиевски Бетмен, наречено Заедничка Македонија. За да се спроведе дел од тиранската платформа, во која што беше дел председател на собранието албанец. Да може Африм Гаши да збори на албански собранието, нели? Двазичноста беше дел од тиранската платформа. Македонија не е заедничка Македонија, него е заедничка нашата држава, пошто Македонија нема. Така да, чудно малце, управо сте. Чудно.
Не се договоривме вака. Пушти ја таа другата слика што ти ја пуштив. Еве уште една интересна фотографија. А што продуи? Го дупат. Па не ја знам сега. Чекај. Некој некого дупи. Ама битно е да се шири љубов. Иде другата слика? Ајде да видиме. Одлична фотографија. Реален приказ на работите. Значи, овој Далибор не е бот на ВМРО, значи уште еднаш ка повторувам, не е бот на ВМРО, така личи. Вели, гледам напади кон ВМРО ДПМН затоа што не го вратиле името. Па добро, колку пратеници има ВМРО. И знам, и левица да ги собереш, ќе стигнат до 70. 80 се потребни, колку што знам. Кој друг би гласал СДС? Сигурно не. Дајте 80 па критикувајте. Господа граѓани кои што гласавте, вие сте криви. Јас се извинувам. Немојте вака, значи ви немојте. Господа граѓани кои што сте гласале, никој не ви е крив. Значи не сте му дале доволно поддршка на господин Мицкоски и со што се согласува. Он требал да има 80 пратеници. Сте требале да му дајете 80 за да го врати името, вака не. И плюс ние да си селиме од овде за да не го критикува никој. Да, никој да не го чепка. Он да живее среќно. Е, Да, па да. ајде. Е па ајде шо? Ајде ако не диде. А ако не, дајте други избори да му дајме 80, мислам, да му се дадат 80 пратеници да го врати името. Да Ние- купат поише и да украдат поише. Не, ќе го вратат Ова било името. малку. Они нема да крадат, они не се такви луѓе, они не крадат. Они координираат, преку градоначалниците координираат со бизнисмените за да се финансира кампањата. Иначе не крадат они. Не се такви. Не се такви. Мислам, Ајде одеме на некои други теми, доста со нив се расправаме. Ја имам еден предлог само до СДСМ. Како беше она живеи? Ја имам еден предлог до СДСМ. Јас се понудив да им бидам председател, не сакаат воопшто да ме земат во обзир. Ти си Што не ВМРО-чете и нема. Што не сакате да ме земете у обзир, не сакате. Јас се понудив да ви помогнам. Добро. Сега ќе ви понудам уште едно нешто. еве ја ќе се понудам, може до тебе било бе. Не, да им понудам уште едно нешто. Ако им треба председател. Нека излезе тука- утре Ковачевски на пресконференција и нека каже затоа што ви смета името Република Северна Македонија. Јас и сите мои пратеници, 18 на број, спремни сме да гласаме за враќање на името Република Македонија. Уште утре. Повелете, господине Мицкоски, вратете го името. Вака, дали бате Стевче на денот на изборите во 9:30 сат искочи и викам со среќа нека биде. Народот кажа, односно пензионерите рекоа дека пензионерските семејства рекоа дека не сакат по 25.000 денари. Здравствените работници не сакат покачување на плата. Не сакаме подобри здравствени услуги. Кажавме се она што зборувавме во кампања, дека не сакаме децата повеќе да ни знаат, сакаме повеќе помалку да знаат, а повеќе петки да имаме. Дека сакаме не сакаме сите да работат, туку сакаме некои да седат дома да земаат плата. Дека сакаме поголема администрација, народот си гласаше за тоа. Тоа што јас предлагав, народот не сака. Сакао и јас си кажав дека очекувам сега од ВМРО ДПМН да го врати уставното име, да го раскине договорот со бугарите и да се пресмета со ДУИ. Тоа беше главниот наратив на основа на кој ги добија, а поготово прашањето со ДУИ. Сега тие може да се пресметуваат со ДУИ, ама пресметката може да иде со дел од ДУИ, а ја ќе ви кажам една работа. Кој ќе ти даде Албанец да апсиш Албанец, дојди да ми кажеш. Што мислите, Изет Меджити ќе ти дозволи да го опсиш внукот на Али Ахмети? Аха. Дојди да го видам тоа чудо. Да. Па чекај, Али Ахмети, Едниот внук- Абе па еве вака ќе ни се закануваат нас, ќе лжат чаламе народ што ќе- со нас и Да, така да, да. натаму. О бре. а знаете дека едниот внук на Али Ахмети увреди? И најверојатно ќе Со биде Изете, министер. Да, со Изете. Најверојатно ќе биде Внук, министер. еден од внуците тачно, точно, еден од внуците на Али Ахмети е во коалиција со Мицкоски. Они голема фамилија се за тоа. Да. Инаку Али Ахмети кажа за Изет Меджити, ни еднаш не го нападна Изет Меджити, не го критикуваше Али Ахмети и во една изјава кажа Али Ахмети,
Јас за изет не можам да кажам ништо лошо, тоа би било како да плюкам во воздух. Како да плюкам нагоре. Демек само по себе. Така да, изет меѓути подразно не би Ама, дозволил Ќе ти Ама дадат да ја- ги- било и кој ќе од ти овие дадат да да се- ги апсиш тие. Може да се пресметаат со Артам, со тие што имаат пизма, два тројца. Че нема Ама има и шанси, друга да не една се работа. гајме илузии. Африм Гаши првиот ден кога стана председател на собранието, понуди рака на албанската опозиција условно, Јас на сакам Дуи и рече дека не планира да спроведува реваншизам, понуди соработка, уште прв ден. Јас овдека сакам да прочитам еден коментар, да цитирам. Тоа небитно е дали се согласувам со коментарот или не, ама сам да го цитирам. Вели, абе истото го зборам. 20% сложни албанци се поеќе од 80% прости македонци. Немој да навредуваш сега. Требаше го прочиташ. Не, мислам ова. Стварно вака, мислам не е убаво вака. Не треба. Да. Арсим Зеколи еднаш напиша и срам ме фати кога го прочитав неговиот статус. Тоа е. Игор Марковски на ВМРО вода може да му носите. Вие ВМРО вода може да му носите на Стевче. Стив, дали од ВМРО ти носеле вода, не кажа? Па види со оглед на тоа што они колку гласови добија, колку ја боле крадат од мене, боле лажат од мене, повише гласови добиваат. Ја треба вода нив да им носам. Ај, па до. Во Не, дали право си некојаш е човекот. не, он вика цело ВМРО може вода на Стевче да му носи. Не, мислам Па тоа. мислам дека не е право, обратно. А обратно. Помајстори се од мене, они, гледаш. Тоа е реалноста, вели Тюб 88. Јас никогаш ништо, ја не лажам. Јас може да кажам нешто што не се допаѓа. Да. И јас кој им кажував дека уставното име не може да се промени, дека тоа е многу сериозна и многу опасна работа, тие даваа лоши коментари за мене. Јас секогаш водам реал политика, реално што е и што е можно. И ако во изборната кампања сум викал ова ќе направиме тоа, јас секаде сум кажувал од каде ќе бидат изворите на средствата, од каде што ќе најдеме и така натаму. Ако сум викал дека тие што седат дома ќе мора да работат, ако сум викал дека ние имаме преполната администрација, не сум рекол дека ќе ги збркаме, туку сум рекол тамо каде што фали, тамо ќе се пополнат тие, ќе се преквалификуваат и ова мора да престане што е. Сега чекајте афримовци да се напунат, овие беси да уште да влегуваат, ВМРО-ци ве чекаат, тешко нама. Тешко нама. Па не. Тоа милиардичето што ќе го земат ќе отиде за платички другови. Не. Ја мислам дека они се многу способни луѓе кои што се на браникот на македонските национални интереси и јас ќе му дадам поддршка на господинот Христијан Мицкоски, посебно отколку ќе оформираат владата во првите 100 дена, еве има ветување дека од нас критика нема да слушне. Ние ќе констатираме што прави и како прави, да, проектите, сите проекти ќе ги објавиме, што ги започнува, сите добри работи ќе ги објавиме, да. Ние нема да го критикуваме. Ја го поддржувам дури и со ова што го стави Гаши за председател и тоа го кажав пред да го стави за председател на собрание, кажав дека он направи паметен, мудар политички потек, прагматичен пред се, докторски 4D шак направи со тоа што не дозволи Влен да ги изгуби позициите кои што претходно ги имаше Дуи, за Дуи да не може да ги критикува Влен, затоа што сега нели има другата година, у 25-та има локални избори, на Христијан ќе му треба силен Влен и слабо Дуи. И ако он им ги земеше позициите на албанците што ги имаше Дуи, онда ќе ги ослабенеше Влен. Многу тактички паметно. А он усвари се жртвуваше. Он се жртвуваше за Влен. Он се жртвуваше да ги дупи своите, се извинувам, да Не, ги не. заебава своите гласачи за да Ама за пред да- се е прагматичен за да го- политички. да. Бе, дупчење може да биде и со игла, па ти Да. не мора да се- Да, па